Не стратешки и не економски одбраната варијанта за изградба на коридорот 8 од железничката пруга кон Бугарија ја доведе државата до апсурдни ситуации да плаќа се и сешто за да го реализира овој стратешки проект, обвиткан со доза на исполитизираност. Покрај високите цени за експроприација на земјиште од приватен имот, високите потпорни столбови, сега ќе се експроприраат и семени куќи, кои притоа ќе се уриваат. Одговорните во железница открија дека правично се работело за 50 на куќи, но по реакции на локалното население бројот е сведен на 16. Притоа, никој не открива по кои цени се врши експроприацијата и колкова сума на пари се потрошени за првите две фази и колку ќе се потрошат за третата фаза. Ако се знае дека за експроприацијата на приватниот имот за браната Речани, метар квадратен достигна нереални 15 евра, тогаш може да се претпоставува за какви износи се работи за многу поквалитетното земјиште на потегот од Куманово до Крива Паланка и границата со Бугарија. И додека државата издвојува огромни средства за коридорот 8, постоечките железнички пруги на истокот пропаѓаат, бидејќи по нив ниту се обраќаат возови, ниту некој ги одржува. Инаку, според последните информации од железници, во завршна фаза е подготовката на тендерската документација за надзорен инженер и за техничка помош, како и за градба на последните 24 километри од железничкиот коридор 8 кон Република Бугарија. Во првите две фази од пругата кон Бугарија, која опфаќаат делницата од Куманово до Белјаковце 31 км и од Белјаковце до Крива Паланка 34 км, евидентен е прогресот на таковните активности и се очекува изведувачите да ги завршат проектите во предвидениот рок.